Емисијата Мода со Сергеј Варошлија користи фотографии преземени од социјалните мрежи Facebook и Instagram, кои се јавно достапни. Предпоставување на било какви лични фотографии на профилите на Instagram и Facebook, внимателно прочитете ги условите за користење, политиката за податоци и политиката за приватност на Facebook и Instagram и условите за услуга на Facebook и Instagram, согласно кои телевизијата не е одговорна за нарушување на приватност, тајност на лични податоци или авторски права пред користење на јавно достапни фотографии од интернет. Strike a pose. Добро вечер, драги гледачи, со мене Сергеј Варошлија. Како што веќе може да приметите, денешното издание на Студио Мода ќе го истретираме на кратко тука од City Mall, каде што се наоѓаме на штандот, каде што можете да ги најдете маиците со вашите умилени хаштагови. Имаме манекенка да будем, непознато потекло, квази старлета, урбано, петардирана, шуш боја, джигер боја и така натаму. Тука има одредена група на луѓе кои што чека да завршам со програмата и да се изфотографира со мене. Меѓутоа пред се сакав да ви се обратам и да ви кажам дека и денеска петок и утре сабота и недела ќе бидам одреден период во денот овдека ќе се јавувам, имаме неколку изненадувања за сите оние што ќе дојдат. Ќе ги повикам заради тоа што е и црн петок, да го испочитуваат правилото и дрес-кодот на така наречениот Black Friday, да дојдат во црно-жолта комбинација, заради тоа што тие што ќе бидат најкреативни во црно-жолто издание има специјално изненадување за нив. Се надевам дека ќе бидете дел од ова дружење со мене тука во City Mall и денеска ќе повторам и утре во сабота и во недела јас ќе бидам тука да ви поделам некаков совет, да се фотографирате, да ми поставите некакво прашање или што и да е што ќе ве интересира во однос на мојата работа, во однос на емисијата, како ги третирам ликовите, зошто зборувам како што зборувам, дали некој е навреден, дали некој не е навреден. И сакам да им се упатам на сите оние кои што критиките ги доживуваат многу лично. Јас ќе појдам од себе. Критиката е најздравата работа која што можете да ја примите. Така да не ги доживувајте работите лично, него размислете зошто нешто што го зборувам. Сигурно дека има соодветна причина за истото. Тука некаде околу мене мислам дека е мојата колешка од Шоубиз Кристина. Здраво. Кажи ми, бидејќи ти беше пред мене тука на лице на настанот, што највеќе сакаат така публиката да види од овде? Тебе најмногу те сака. Мене? Тебе, само тебе да те види, само тебе да те дрпа, само да им се подпишуваш, мајци сакаат, прашуваат кога ќе дојдеш, прашуваат што ќе носиш, што ми изненади. Изгледа дека внимаваат што ќе носат за да се вклопите. Ама тоа е добро. Тоа е добро, тоа е одлично. Тоа е добро. Всушност и суштината нели на овие 2 дена кои што доаѓаат, вклучувајќи ги овој петок е да бидат супер облечени, бидејќи ти имаш гифт карт. Ете така е. Значи, морам да кажам дека за сите оние што ќе дојдат и денеска, и утре, и во недела, имам јас 3 гифт картички, односно картички поклон, ваучери на одреден износ, со кој што вие можете да ги искористите овие денови, соодветно да се стилизирате низ Попскиот City Mall. Така да тие што ќе бидат повторно ќе кажам најкреативни во црно-жолтото издание, тоа се боите на црниот петок или Black Friday, од мене ќе добијат и од City Mall нормално, ќе добијат 3 City Mall гифт или поклон картички, за да можат да ги роварат продавниците, да проверите што имате со таа одредена сума која што ќе ви ја кажам на лице место на срекните добитници, да бидете креативни и да одберете нешто и да разберете поентата дека не морате секогаш да сте облечени во скапи алишта, дека е доволно да бидете креативни. Кристина, добив едно писмо вчера од една гледачка која што вика дека сето ова е добро заради тоа што имаме некакво си општествено влијание на малтене општествените изместени критериуми апропо изгледот. Дали мислиш дека
добро ова што се Јас случува? мислам дека ова е одлично што се случува, тоа го коментирав и со Лила пред точно 7 дена, бидејќи тука ни е зборното место на 7 дена. Како што кажа она, ќе кажам и јас. Требаше да се појави еден Сергеј, малку си, меѓутоа се надевам дека ќе искочат уште луѓе кои што ќе може да критикуваат и да го нели да го креираат тоа јавно мислење, иако се започна со тебе, што е добро. Сега младите многу повеќе внимаваат, бидејќи фативме една граница на луѓе од 7 до 77. Младите внимаваат, тетките внимаваат да не се петардирани во косите, девојчињата внимаваат да немаат џигер боја кармин. Некако свеста, барем модната свест, се подигна на едно малку повисоко ниво и мислам дека не треба да ти се лутат. Ништо лично. Добро, во принцип има едно се случува кај мене еден своевиден феномен, сите ме сакаат или ме поддржуваат од можеби од заради тоа што ми се допаѓа тоа што го работам, меѓутоа има некои што го прават од страф. Има и такви што Јас и знам две девојчиња кои што случајно разбрав дека си ги шишале косите, имаа значи на доградби вака мачки како да ги дрпале, дека ги шишале за не да Боже да не ги подбереш. Добро што го направи. Добар избор. За тие девојчињата, бидејќи јас немам ништо и против тие екстензии или на доградби, меѓутоа да не изгледаат како мачки или глувци или змии или гуштери. Добро што се свесни дека им изгледаат како мачки, глувци, да ги дрпале, да ги јаделе, да ги парчосани, петардирани. Добро е што почнуваат да размислуваат. Добро, или од страф, или од убавини. Така е. Кога ти би се нашла, јас не можам никогаш да се ставам во главата на тие што ова го доживуваат многу лично, па почнуваат нели агресивни коментари, да дигаат галама и сите тие работи. Дали они имаат проблем со нивната суета или его, заради тоа што јас знам, работам со жени 30 години, знам на жената колку е битно да изгледа добро. Меѓутоа и кога изгледа добро треба да се каже, а кога не изгледа добро, исто мислам дека треба да го прифати тоа со еден најдобра намера. Сега, првичниот шок е тој, јас мислам за сите, бидејќи ова дојде како нешто ново, како нешто досега неочекувано. Кога памтиме последен пат некој да коментирал нечи стайлинг на овој начин? Никогаш. Јас не паметам. Верувам дека и на гледачите после ова ќе им биде јасно дека ова се прави за една greater cause, како што викаат американците, за ние да се освестиме и мислам дека, знаеш, ние жените лично знаеме тоа да го сватиме, сакаме сите да не викаат дека сме убави, ама требаше некој да ни каже дека, знаеш, границата е помината, за да почнеме да размислуваме за својот изглед на малку поинакво ниво и мислам дека е добро заради тоа што постоиш и заради тоа што многу од жените веќе изгледаат многу подобро. И да се љутиле на почетокот, сега веќе ја сваќаат целта дека супер е тоа што они мислеле дека тоа е добро, но може да биде подобро. Па да, своевремено јас и тој го потенцирам на дневна база, дека евентуално еден ден ќе ја разберат функцијата на критиката и ќе сватат дека сум во право. И другиот феномен што јас и ти сме во оваа работа на овој или нови начин веќе многу долги години, идолопоклонството кон светските звезди, кон јавните личности, сакам да изгледам како ово или сакам да изгледам како оној, тоа не е ништо ново. Сите и ние да своевремено сме имали идоли. И јас имам некоја инспирација и ти си имал идоли, се уште имаш инспирација, меѓутоа тоа треба да е добро спакувано за тука. Така, и разликата дека ако ја гледаат они Ники Минаж или ја гледаат Ким Кардашијан или Бионсе или што и да е, дека е она условно гола, кажам. Немаме проблем што се они голи. Не сме ниту пуританци, ниту ништо. Меѓутоа кога ќе се направи тоа многу лоша форма и кога тоа изгледа вулгарно и нема поента, тогаш требаше, знаеш, некој да каже дека премногу вулгарно изгледаат девојчињата, дека просветните работнички треба да се облекуваат според оној дрес-код кој што го имаат. Така. Надвор од тоа облекувајте се како сакате. Така е. Но и сега веќе на тоа треба да внимавате. Да биде барем убаво за око. Така, и дека не е секоја фотографија за споделување на социјален медиум, заради тоа што сите имаме секакви фотографии, во приватниот живот можеме да правиме апсолутно што и да сакаме и да се фотографираме како и да сакаме, меѓутоа кога тоа ќе го сподели со јавноста, веќе тоа е јавно споделено и треба да очекувате да подложи или на похвалба или на критика. Така што јас сум спремен заради тоа што го зборувам, дека ќе бидам подложен. Фала ти!
Фановите се тука и добро е бидејќи младите луѓе многу те поддржуваат и многу те сакаат. Така, јас ќе им се заблагодарам заради тоа што генерално во време на кога интернетот толку брз и кога е толку актуелен, да го земеш ти вниманието на една млада таргетна група, една млада популација која што дефинитивно ќе креира едно јавно мислење и ќе еден мој драг пријател вика дали си ти свесен дека голем дел од овие деца ќе те зборуваат во наредните 20-30 години и ќе им остане нешто во нивната глава, така да мене ми е многу драго. Голем дел од овие деца кои што те гледаат и кои што примаат твои совети, знаете дури за 5 години, да не одиме подалеку, барем модно ќе изгледаат многу хубави, ќе бидат модно освестени бидејќи ти имале тебе. Така, драго ми е заради тоа што јас ќе ставам себе си во позиција кога јас сум имал бил на таа возраст, колку би ми било мене битно да има некој да ти посочи. Така. Многу е важно и многу е важно на кој начин луѓето го слушаат, бидејќи ние најчесто слушаме тоа што сакаме да слушнеме. Меѓутоа, мислам дека малце повеќе треба објективно да гледаат на работите. Јас често се запрашувам колку родителите имаат улога во сето тоа што јас го гледам на социјалните медиуми, за да можам да кажам дека некоја изгледа нели како квази старлета. Веројатно имаат, меѓутоа знаеш сега живееме во многу брзо време, каде што интернетот мислам дека игра малку поголема улога од тоа што родителите може да го направат, бидејќи тие може да зборуваат, што велат пена да ми фати устата, меѓутоа ако девојчето не мислило да изгледа како Ники Минаж или како Ким Кардашијан, тоа ќе го направи. Тоа ќе го направи. Така, мислам, сите сме биле бунтовни на тие години, сме сакале да го истераме своето. Јас добив и многу пораки од родители кои ми се заблагодаруваат и ми викаат ти благодариме заради сето ова, заради тоа што нашата керка не ме слушна мене, што сакам да ја кажам сите овие години, меѓутоа те послуша тебе. Така да ми е драго заради тоа што живееме во една толку мала земја каде што не е тешко, само треба да се уклучи малку мозок и малку креативно за да се изгледа убаво и средано. Да, и да престанат да мислат дека за да изгледаш убаво ти требаат многу пари. Да. Напротив, Тоа е најбитно. за да изгледаш убаво ти треба во овој случај малку повеќе да го слушаш Сергеј. Така е. И Еве да ти што убаво. Да. Што убаво таштич имаш, дај да ти го видам таштичот. Видете колку убаво таштич има. Дојди вамо. Дојди да збориме. Сакаш? Дојди срце. Ајде. Дојди од овде. Еве денеска имаме специјална гостинка. Кај отиде? Сега Пуштете го детето. Ете така. јас ќе ја земам тебе. Дојди кукле. Ајде. Здраво. Јас сум Сергеј, како се викаш? Мила. Мила. Ја прекој пат се сликнав со вас. Ќе се сликнеш? Ќе се сликаме. Само ќе ми кажеш ти, еве кажи на камерата и пошто сега те гледаат луѓе на телевизија, кажи ми ти дали ја гледаш емисијата редовно. Ја обожавам. Ја обожаваш? Да. Смешно ти е? Дека сум ти Смешно. смешен? Да. Зашто се тркалам по земја и пукам балони? Да. А ме слушаш што зборувам? Да. Да. Кој ти е омилен хаштаг, Мила? Манекенка да будам. Манекенка да будеш, па ти си толку убава, веројатно дека ќе сигурно бидеш можеш. манекенка еден ден. Кажи ми, ја гледате со другарките, со родителите? Со другарките, со родителите. Мајка ми Милка што сака се слушна со вас, за бенефи да дарите јогурти. Тука, јас сум така. за такива. Така. Добро, фино, кој ти поздрав. помогна денеска тебе за овој стајлинг? За останам. Сама си се облече? Другарка ми. Другарка Каде е ти, другарка каде е ти? другарка ти? Ајде, дојди и ти Ајде, вамо сега. Ајде. Другарка ти е стилист? Да. Значи ти Многу имаш која бираше советничка. чантата која што му се допадна многу на Сергеј. Да. Мајка ми одбра и Стефи ми одбра целата облека. Ајде Стварно? Стефи да ја видиме. Ајде, Стефи. Ајде, Дојди Стефи тука. Здраво, Здраво, Стефи. Стефи. Сега ќе ми кажете вака. Да, јас. Што на вас највеќе ви се допаѓа, како сакате да се облекувате вие? Да биде убаво. Добро. С убави бои, да бидат со шара, не да одговара. Добро. Колку години имате? Ја имам 10. Ти? И јас 10. Ти 10. Дали мислите дека девојчињата што имаат по 12, по 13, по 14 години, што се малку повозрасни од вас,
треба да се шминкаат и да изгледаат како тетки, и да се сликаат голи, и да се пикаат у хулахопки со бисер ќај, и да се настегани, и Анџелина Џоли да сака да им ги изгори. Не треба, нели? Тетка, Светка. Не. Не треба? Не. Не само јас, драги гледачи, еве млада популација која што ви кажува дека не е во ред да изгледате настегани. Така ли е? Не смеа да бидат не е убаво, нели не е вкусно? Не. Изгледате како возрастни жени без вкус. Младата популација ви кажува тоа. Вие можете да ми бидете дури и советнички. Често. Што ќе правите овакво за викенд сега? Ќе дојдете пак? Да, утре Пак ќе дојдете тука? За Добро. Сергеј? Да. Баш А од дома ве носат ли по продавници? Да, много често. А се што сакате ви купуваат или ви викаат не може ова, не може тоа? Понекогаш. Понекогаш? Они ме заслужиме. А што треба за да заслужите? Да бидете добри, Да. да имате петки, мирни. Така. А од која школа, у која школа сте вие? Од Јана Москоменски. Јана Москоменски. Еве да ги поздравите сите од Јана Москоменски. Еве ние ќе ги поздравиме. Поздрав. Што ручавте денес? Не Како не знаеш? Што јадеш? Крапче. Не. Како за шо пет. Да, кажеш? ништо не Не сум јадам. ручена. Не си ручана денеска, леле, ти што јадеш? Ништо. Ништо? И ти не си јадена? Не. Како Не брате? сте гладни? Ова ще само, нешто друго. А, ти ти си кажала на умница. манекенка да будем. Зошто сте на диета? Па малечки сте за диета? Не така диета. Јас кога мала цело време сум била на списанија, на телевизија, за Здраве Радово, на Да. Инстаграм. Слушай да ти кажам јас на тебе. Кажи ми кои списанија? Кои списанија ти ги читаш? Списанија. Не читам списанија. Добро, а на интернет што најчесто гуглаш? Која ти е омилена пејачка? На пејачка. Аријана Гранде ли? Може? Ја мрзам Дженифер Лопес. Джин, ми се Ева, допаѓа. а тебе? Пејачка, не знам. Мадона, не знам. Немам омилена пејачка. А ви се свиѓа кога ги пушта Сергеј, Дженифер Лопес и Мадона? Да. А имате некој предлог, некој друг да пуштам? Не. А Тейлор Свифт ви се свиѓа? Тейлор Свифт, не. Не ви се свиѓа? Се едно ми е. Леле. Добро, јас ќе ви се заблагодарам. Хвала ви. Јас ќе ти ја вратам дашничката, многу ти Да, Супер сте. да, ете така. Значи, имаме тука едно девојче, дојди Злато. Опа! Полека. Здраво, како си? Добро. Како се викаш? Кјара. Кјара, здраво Кјара. Ти си облечена во црно-жолто денес. Да. Добро, значи си го почитувала дрес-кодот на Black Friday. Ке се наутиш ли ако Сергеј те коментира? Сергеј, може да слушнеме еден коментар за оваа жолто-црна комбинација? Само да се консултирам, имаме ли уште некаква црна-жолта комбинација тука? Немаме. Ајде додека они гледаат, дали Ајде уште додека они некој? гледаат, ќе ми кажеш кој ти го смисли стајлингот? Само. Сама си го смисли? Колку време ти требаше за овој стајлинг? 10 минути. 10 минути. А наочарите да ги видам? Ај стај ги наочи. Леле, дај ми ги мене, ма. А уж шубавите се од каде? Леле Цајс. Леле, овие било кај цај. Стај ги сега ти моите малце, да се промениме. Имаме уште едно девојче. Ајде. Дојди Злато и ти, полека. Еве имам уште едно девојче тука од во црно-жолта комбинација. Кажи ми, кој тебе те советува како да се облекуваш? Сама, како се викаш? Дојди понамака. Георгина. Георгина. Колку време ти требаше тебе за оваа комбинација? 50 минути. 50 минути? Добро. Кажи ми, дали мислиш дека луѓето се доволно креативни кај нас? Да, мислам дека можат да се облечат убаво. А дали мислиш дека треба многу средства или пари за да се изгледа добро? Не, мислам дека може со малце пари да се изгледа супер. Така е. Кажи ми, кој од светските звезди ти се тебе интересни за гледање? Како изгледаат? Па не знам, највеќе поп пејачките што се познати на секаде во светот. По пејачките? Која, например? Тебе те инспирира? Например, Аријана Гранде. Аријана Гранде? Да. А тебе? Аријана Гранде. Аријана Гранде. Што ви се свиѓа кај Аријана Гранде? Незиниот стил на облакот.
Се? Да. А тоа што менува боја коса, те е црна, те е плава, се чудите како го прави тоа? Да. Што мислите дека прави? Не знам се фарба. Не се фарба, има екстензии, има метоци, има спреови, има разноразни работи. Така да треба да внимавате кога ги гледате тие луѓе кои ви се на вас идоли, да знаете дека они тоа што го прават многу добро, го прават на различен начин и дека има цел тим луѓе околу нив што работи и ги советува. И ако ја видите вие денес Ариана Гранде со бела коса, а утре ја видите со црна, не значи дека она се префарбува на ден-два, туку има разноразни техники. Така е. Може ли сега да им дадеш една оценка за нивниот стајлинг и дали нешто ти би променил на ова кое што веќе го имаме? Спремни сте да ве критикувам? Ајде. Сигурно? Мечот него носи, не си се кидате. Нема меч, нема овакво. Слушај сега тебе да ти кажам. Ти си малце како глушци да те касали у фармерките. Мачките кинеле. Многу и се искинати, драги гледачи, фармерките. Али си пресладка, како и да изгледаш супер, шала на страна. Тие фармерки се модерни и се ин, во овој случај се функционални, заради тоа што горе го има тој дукс. Во овој случај може да ви се фармерките вакви, меѓутоа ако имаше горе некоја парчосана блуза или ако беше настегана у некој јакниче, тогаш ќе беше модна катастрофа, а во овој случај не. Ти си супер, ми се допаѓаат мартинките. Ќе беше многу подобро да имаше на тебе некаков си детал, како наочари, како аксесоар. Оно има ранче. Каде ти е ранчето? Тргни го ранчето на едно рамо, стави го да се види. Ете така веќе изгледаш подобро. Една од вас две ќе добие ваучер од City Mall или гифт картичка, која што ќе може да се искористи, да си купите што сакате со тој ваучер. Океј? Дали кога би можеле да си купите, што би си купиле вие од овде? Облека некоја. Облека некоја? Мајца. Ајде. Значи вака ќе направиме. Сладжан, двете или едната? Јас мислам две. Беа доволно храбри, ја пошто бевте слушаат доволно твојата храбри, ја критика. прифативте критиката, јас нема да одберам помеѓу вас две, заради тоа што ќе требаше да правиме ципец, а ми се допаѓате како изгледате многу. Така да, повели Злато, имаш ти една гифт картичка од City Mall. Повели и ти имаш уште една гифт картичка од City Mall, ќе ви објаснат колкава е сумата, како можете да ја потрошите, низ кои продавници, што, како и зошто. Сакам сето тоа што ќе го одберете и што ќе го облечете, да се сликате во истото, да ме тагнете мене на Инстаграм, да видам каков стајлинг сте си направиле од сето ова. Фала ви многу. Поздрав, чао, чекај на очарите. Фала ти Бог. Супер. Ете така, поделивме и две Гифт картички. Други изненадувања имаме за утре. Имаме тука уште една гифт картичка што е на поголем износ, ама таа ќе ја оставиме за утрешното издание. Утре не заборавајте како и минатиот викенд имаме 60 минути на располагање. 60 Од минути на 18 располагање. часот до 19 часот ќе има многу изненадувања. Сергеј веќе нешто ви кажа, да им да објасниме што треба да прават? Ајде. Треба да дојдете и утре во црно-жолта комбинација, да биде трендовски, да биде урбано, да не бидете петардирани, да не бидете дрпани, односно вие што мислите дека треба да облечете, да облечете. Да не бидете настекани околу хопки бисерки Точно. боја, Никако- да ги фрлите. да. Ако имате мајки, тетки, војни, ако најдете по дома кула хопки со бисер сјај, одма да ги фрлите у џубре. Точно, да дојдете токму тука на првиот кат во Скопје City Mall, каде што ќе биде Сергеј, ќе бидам и јас. Ние ќе го одбереме нашиот омилен стајлинг и потоа ќе ви доделиме ваучери, меѓутоа и Сергеј ќе ви помогне и ќе ви подели по некој совет и по некој комплимент. И секако дека сум тука нормално, да се фотографирате со мене, да ви дадам, како што кажува Кристина, некаков совет, да се подпишем дали на вашата маска за телефон, дали за мајицата, за што и да е. Еден час во денот јас ќе бидам утре тука. Така да за денеска да се одјавиме. Ти благодарам што благодарам и на беше тебе. со мене. И да не заборават уште една работа. Многу работи имаме.
да Да. дојдете да си купите маички по промотивна Black Friday цена. Да, го заборавив ствари Да. најбитното, заради тоа што е Black Friday, овие 3 дена Во Скопје City Mall. во Скопје City Mall, можете да ги набавите маиците со вашите омилени хаштагови, еве тука имаме манекенка да будем. Јас денеска сум, ќе ми пукне душата. На Кристина ќе пукне душата, јас сум обично непознато потекло, така и изгледам, како да сум од Марс паднат малку. Шега на страна, ќе ви се заблагодарам за вниманието. Ќе се одјавиме за денеска од Скопје City Mall. Јас останувам овде уште некој време, да го поминам остатокот од вечерта со сите овие прекрасни луѓе кои се тука за поддршка. Ќе ви се заблагодарам и се гледаме утре. Толку од нас за денеска. А да, проследат програмата со колешката Јана Јосиповска и нејзината една минута и останете на фреквенцијата на 1 ТВ. Чао!